Почитувани гледачи, добро вечер. Вие гледате емисијата Правда и неправда, со мене Гордана Дувњак. По примерот на неколку европски држави, Македонија пред 12 години го избра моделот за обука на кадрите во правосудството. Тоа го направи преку јавна установа, јавна институција, поточно Академија за обука на судии и обвинители. Колку ова институција ја оправда целта на своето постоење и навистина придонесе за стручно, непристрасно и независно вршење на судиската, но и обвинителската функција преку обезбедување на обука за обвинители и судии. Какви се плановите за виднина за градење на европски модел на судија и обвинител и напуштање на праксата и етикетата на сваровски судството и обвинителство, кое што се доживува како продолжена рака на власта. За овие теми вечерва имам релевантни соговорници. Новата директорка на Академијата за обука на судии и обвинители, доктор Наташа Габер Дамјановска, поранешен уставен судија, позната по големиот број издвоени мислења, тоа веќе стандардно во најавата за вас, и поранешен вработен во Институтот, истражувач во Институтот за социолошки и политички правни науки, и од мојата десна страна обвинителот Саша Рајчев, шеф на Скопското обвинителство и од неодамна председател на управниот одбор на Академијата. Добро вечер, благодарам на поканата. Добро вечер. Добро дојдовте. Но пред да почнеме за нашата тема, која што предпоставувате е поврзана со Академијата и начинот на нејзино функционирање, не можам да избегнам од она што е тема на денот, а тоа е донесениот закон за амнестија со големо мнозинство во парламентот. Ме интересира ваш коментар за ова. Дали го доживувате како упат во судската власт или пак некаков неопходен чекор кој што води кон помирување? Да почнеме од вас. Почнуваме од мене. Добро, сигурно дека целата дебата околу тоа се водеше, барем вака како што јас ја следев, со доста емоции и соодветни коментари од судиската и обвинителската фела по однос на самиот процес и дали е тоа како чин препорачливо. Јас мислам дека имаме ние, се разбира и во други дебати, слушнав за различните моменти во кои што се случи, сме имали амнестија во поновата историја на независна Македонија, но би сакала да направам една паралела, може би не може да се направи директна паралела, но може да се прокоментира од аспект на тоа дали имало селективност во постапките и што све опфаќала амнестијата или не. Да, тоа беше еден од аргументите на опозицијата. Во однос на 2001 година, бидејќи сите знаеме дека тогаш имаше општа амнестија, беа иземени само случаите кои што се смета дека се против човештвото, кои што не застаруваат во принцип и за кои што и Хашкиот трибунал имаше отворено постапки, но не успеа да ги заврши. И би сакала да подсетам дека тогаш и Република Македонија, превземајќи ги, направи дури закон за тоа, промени, судници, дури одредени делови во затворот имаше наменето, реновирано и така натаму, значи беше сериозно прифатено врската. Се најдоа добро дојда за други новите станари. Жители, станари. Но, значи, не може би, еве, тоа беше пример каде што имавме една амнестија која фаќаше низа на, да речеме, такви дела, но беа издвоени една посебна категорија на дела. Овде малку е врзано исто така за конкретниот случај за еден настан во кој што имаме исто различни лица кои што имаат различни улоги и функции во таа работа. И сега некако може би е тешко да се издвои од квалификацијата на тие дела и како тоа да се направи. Најмногу еве во кожата да не сме на обвинителката и на судиката ако треба тоа да го разграничат и да ја направат таа дистинкција. Но имате право и кога велите дека има одредена политичка логика на моментот во кој што се наоѓаме. Дали е правично? Не е. Импулсот на секој правник би рекол дека не е. Секое дело треба да биде казнето. Но од друга страна,
ако тоа зависи одреден процес во кој Македонија ќе се придвижи кон некои други текови како општество, може би вредеше да се размисли дали тоа може да се направи. Обвинителе, Жешкиот костен политиката им го префрли на судството и на обвинителството. Така е. Чина ми во вашето обвинителство ќе се занимавате со амнестијата. Така ќе ви кажам. Морам да кажам на почетокот дека ја немам видено содржината на законот, точно кои се одредбите. Оно што сакам да кажам како практичар од прв степен е дека дословно ќе го примениме законот за амнестија. Кога се говори за овој закон, веднаш се аудира на предметот кој што се води пред Основниот суд Скопје 1 Скопје, кој што го застапува обвинителството за организиран криминал и корупција, каде што имаме обвинети над 30 лица. Да, 33 поточно. 33 поточно, така. Но морам да кажам и дека во Основното обвинителство Скопје има десетина предмети кои што се однесуваат на насилствата во собранието. Дел од тие предмети се правосудно завршени, дел се во фаза на жалбена постапка, а дел се во фаза на судење. Во тие предмети медиумски беше покриено и јавноста покажа голем интерес предметот за обидот за убиство на пратеникот Зијадин Села. Во тој предмет имавме 10 обвинети. По спроведена доказна постапка, обвинителството остана за обид за убиство за 7 обвинети, за двајца направи преквалификација во насилство, а за еден обвинет повлече. Тука е предметот со напаѓачот на тогашната пратеничка, сега министерка Радмила Шекеринска, кој што е правосилно завршен со затворска казна. Тука се и други, да не речем десетина предмети. Откако ќе биде објавен овој закон во Службен весник, детално ќе го проучиме во обвинителството и ќе видиме дословно на кој начин ќе го примениме. Колку што знам, се води дисциплинска постапка во обвинителството со оглед на непостапувањето на некои ваши колеги или погрешната примена на законот во периодот кога се случи овој криминално правен настан. Точно така. Дали е завршена постапката? По мои сознание, постапката се уште не е завршена. Значи, во која фаза не можам точно да ви кажам, затоа што не сум инволвиран. Таа комисија ја формира Јавниот обвинител на Македонија. Бев повикан во својство на сведок во таа постапка, затоа што од мене, како сегашен освоен обвинител, беа побарани определени податоци на кој начин било постапувано тој критичен ден, односно критична ноќ, дали било излезено на увид, од кој обвинител било излезено или не било излезено и кои се причините. Кога јас го добив тој допис од дисциплинската комисија, направив проверки во обвинителството, дадов соодветен одговор во писмена форма, потоа дисциплинската комисија процени и ме повика тоа да го образложам и јас ги образложив фактите што ги утврдив дополнително. Очекувате ли да има одговорност за вашите колеги? За тројца ваши колеги? Па да ви кажам, не знам кои точно факти ги има утврдено дисциплинската комисија. Таа дисциплинска комисија ја сочинуваат обвинители. Значи, таа комисија е од редот на обвинителите и за да одлучат дали има одговорност или не, треба да ги утврдат сите релевантни факти. Врз основа на сите релевантни факти треба да се види дали во конкретниот случај е повреден ЗКП или не. Да се вратиме на академијата. На темата. На темата, да. По 3,5 години продолжен мандат на старото раководство и неколку скандали во завршницата или во финалето, конечно на 22 октомври беше избран новиот управен одбор на академијата, а еден месец подоцна и новиот директор. Зошто толку многу се чекаше? Затоа што новиот закон или вториот закон стапи на сила на 12 мај 2015 година, а после тоа следа и неколку измени на законот. Па сега добро, тоа обично законодавната власт би требало да биде прашана, самата власт и собранието, иако измените ни собранието беа процесуирани релативно брзо. Мислам, моја предпоставка е дека овие измени беа во пакет со другите правосудни реформи и заради тоа каска, бидејќи беа дебатирани сите во пакет. Тоа е моја импресија, може би не сум во право, но навистина не би имала друго разумно објаснување.
Ќе ви кажам. Може би колегата знае под. Имам мало дополнување. Значи, сегашниот закон е донесен интегралниот текст во 2015 година. Тој закон е менуван 3 пати. Во истата година уште 2 пати и последната измена е 2018. Септември 2018. Сега, зашто не профункционира тој закон? Дали се донесе еден закон кој што создаде услови за функционирање на Академијата како витален орган во правниот систем на Македонија, кои што едноставно не може да се операционализираат. Или пак, едноставно не сакаше да се операционализира. Тоа треба да биде предмет на една добра анализа. Добро, изговорот во тоа време што беше понуден е дека во тој момент биле многу високи стандардите за членство во управниот одбор и дека многу малку судии, особено од повисоките судови и повозрастни колеги ваши, не го исполнувале условот за обезбедување на сертификат за познавање на странски јазик. Во тој момент се спомена дека Судскиот совет и Советот на јавни обвинители ќе направат анализа за тоа каква е состојбата со познавање на странски јазици во судството и во обвинителството. Се направи ли таа анализа? Не, но законските измени практично ги следаат токму овие линии со оглед на актуелните состојби за да можат да се конституираат телата на Академијата без проблем. Во постарите генерации нормално дека немале потреба да користат странски јазик во нивната комуникација, имајте колку искусни колеги кои што би можеле активно да парципираат во работата на Академијата. Па заради тоа, практично измените се однесува на тие неколку точки. Па ја би ги навела. Едната се однесува на појачаната улога на Комисијата за ревизија на сите испити кои што се прават во Академијата, било да се работи за приемен, завршен или оној кој што се полага по завршувањето на теоретскиот дел од наставата. Потоа овозможуваат измените непосреден увид во тестовите од самите кандидати, ако евентуално имаат одредени приговори, да можат и самите непосредно да пристапат кон тоа. Се смени со измените самиот состав на управниот одбор, некој друг паритет има веќе во однос на старото решение. Сега е 9 члена. 9 члена, да, повторно исти, ама друг е паритетот. И заменици, да. Да, понатаму од сите услови кои што се бараат по однос на лицата кои што се членови на управниот одбор, но и на програмскиот совет, кој што се бараше како услов сертификат за познавање на странски јазик, веќе тоа е тргнато. Исто така, под сугестија на оценската мисија на Европската унија, на Европската комисија, двајцата експерти во своите наоди наведува дека е поприфатливо кандидатите да не им биде предуслов за воопшто да се обидат да учествуваат во приемниот испит средната оцена 8 од студиите, туку едноставно тоа да биде тргнато како услов и квалификацијата да биде направена според резултатите кои што ќе се добијат при тестирањето. Токму во овој дел од една страна имаше забелешки, меѓутоа навидуме имаме една контрадикторна ситуација. Од една страна како држава се залагаме за високи стандарди европски, а од друга страна се намалува просекот во образованието и познавањето, потребата од признати сертификати во делот на познавањето на јазици. Не е ли тоа враќање малку чекор назад и на штета на она што сакаме да го постигнеме, а тоа е европски профил на судии и на обвинители? Па сега морам да ви кажам и од аспект на уставен судија, кога бев, ние имавме предмет токму за оваа работа и бевме доста поделени меѓу судиите за мислењето за тоа дали е гаранција секој пат високиот просек за успешен правник, посебно практичар.
Мислам Какво беше вашето мислење? Па јас мислам или не? дека лично сметав дека можеби осмицата е превисок праг за да се даде можност на лица кои што можеби се умешни во практичната примена на правото да можат едноставно да влезат во компетитивност со други кои што можеби имаат осмица, ама ете не би се снашле во практичниот дел на полагањето на испитот. Мислев тогаш, а и се уште мислам, дека можеби не беше упатно оцената воопшто да биде тргната. Но лица и со понизок просек мислам дека би било фер на да еднаква основа шанса. да добијат шанса да се надпреваруваат. А самиот перформанс, сепак подобрите надпреварувачи ќе финишират и ќе имаат подобар ефект, сакале ни или не, тоа е неизбежно. Обвинителе, какво е вашето искуство со колегите академци, кои што ги велиме вака популарно, тоа се оние студенти правници кои што ја завршиле таа почетна обука во академијата? Па, можем да ви кажам дека се исклучително позитивни моите искуства со колегите кои што сега се суди и јавни обвинители. Јас на предпоследната генерација бев и ментор, така да одлучни се моите искуства на гледање на колешките кои што беа 5 на број во ОЈО Скопје, а сега се сите обвинителки, на кој начин се надоградува во процесот на симулираните обуки, во процесот на изготвување на обвиненија, значи во целиот тој процес на практична обука и ние менторите ги оценувавме. Значи при симулираните судења, при изготвувањето на обвинителните акти, во корелација со менторот судија, значи ги правевме тие оценувања во поглед на практичниот дел. Инаку, уште... Вашата колешка Русковска беше малку построга во оценката и на последното гостување во нашата телевизија рече дека е задоволна од академците, меѓутоа од оние кои што доаѓаат од редот на стручните соработници во судовите и обвинителствата, но не и оние кадри што се надвор од овие институции. Така, кога говориме за кандидатите за суди и јавни обвинители, кои што ја минуваат или ја минале академијата, тука треба да ги споменеме стручните соработници во судовите и во обвинителствата, кои секојдневно, вредно и посветено работат со судија или со обвинител. Значи го работат се она што го работи судијата и обвинителот. Во смисла на изготвување на соодветни судски или обвинителски акти, зависно каде работи во судот или во обвинителството. Значи, искуството кое што го поменуваат тие стручни соработници со суди и јавни обвинители даваат доволна основа да бидат вклучени во процесот на избор за еден судија или обвинител. Но нашиот систем е таков да и по законот за судовите и по законот за јавно обвинителство сега важечки, исклучиво во прв степен судија и јавен обвинител може да се избере советот на обвинител и судскиот совет исклучиво од завршените кандидати во академијата. Така, токму во тој дел сакав да се задржиме. Во јавноста постои една перцепција дека млади суди и обвинители добиваат многу значајни предмети, одлучуваат за човечки судбини, за високи износи, за штети и дека тоа е можеби преголем товар, бидејќи го немаат животното искуство. Ја поминале теоретската обука, некои од нив немаат ни 30 години. Дали во тој дел треба да се размисли, можеби за некаква градација во распределбата на предмети, за да можат тие да добијат и шанса за практично искуство на почеток за полесни предмети, а потоа и за поголем предизвик? Па во врска со тоа пак ја спомнам оценската мисија, има две компоненти кои што ги препорачуваат токму за оваа категорија на млади завршени од академијата суди и обвинители. Едната препорака е да им се даваат да почнат од полесни предмети, за да можат постепено да навлезат во материјата и да можат понатаму повеќе да зафатат, нели, како што напредуваат во кариерата и во рутината и искуството, да можат да работат потешки предмети.
И втората, дека и понатаму, значи не само во онаа менторска фаза на практичната обука која што трае 15 месеци додека важат како слушатели на академијата, туку и потоа првичниот период кога тие веќе ќе стапат на работа, да продолжи менторскиот систем каде што ќе бидат надгледувани од постари колеги и да можат да им ја олеснат работата, да им укажуваат и Значи, да учат и очекувате и понатаму. нов сет на измени во скоро време во овој дел? Па да, заради тоа што има и одредени елементи кои што ако сакаме да излеземе во пресред на растечките потреби, на упразнетите места, особено во јавното обвинителство, но и во судството, мислам дека ќе треба да се превземат одредени чекори за понатамошни измени или за нов текст на закон кој што се однесува на Академијата за суди и обвинители, бидејќи веќе измените се подоста. Основниот текст е 15-та, веќе имаме 4 измени, така да веќе и се губи целисходноста на текстот. Мислам дека треба да се преработи убаво и да се најдат и некои нови решенија кои што би биле во склад со идните задачи на Академијата. Кога ќе се распише нов оглас за нова генерација? Бидејќи законот предвидува тоа да се организира најдосно до 30 септември, тој рок е поминат. Колку што знаеме сите во јавноста, пропадна последниот оглас за избор на кандидати, неславно би рекла, со една афера, со фалсификувани сертификати со кои што се потврдуваше познавањето на јазик. Дали треба и колку е реално да се очекува стартот на новата екипа на Академијата да почне без скандали и без тие сомнежи за политички влијанија околу тоа кој може да биде ментор или предавач, и дали ќе се надмине праксата за ангажирање на политички подобни суди за да бидат едукатори? Еве прашањето до вас. Благодарам. Макар што предпоставувам дека и директорката ќе сака да одговори. Јас ќе ви кажам како е по постојната законска регулатива. Значи, Советот на јавни обвинители и Судскиот совет е обврзан до 31 март секоја година да донесе одлука за бројот на испразнети места на суди, односно обвинители, на територијата на целата држава во прв степен. Значи, основни судови, основни обвинителства. Според последните две одлуки, Советот на обвинители носи одлука дека се испразнети 45 места. Но дека Судскиот совет носи одлука дека се испразнети 36 судски места во основните судови во целата држава. Постоечката законска... Некако премногу се лицитира со бројки. Ќе ви кажам. Значи, советите тие бројки ги изготвуваат, односно ги определуваат врз основа на во моментот празни места по систематизациите и прогноза додека се распише огласот уште колку луѓе ќе заминат во пензија. Значи, тие се реални бројки. По постоечката законска регулатива, во рок од 15 дена, од кога Управниот одбор ќе ги добие овие одлуки од Судскиот и од Обвинителскиот совет, е обврзан да распише оглас за слушатели за наредната година врз основа на тие испразнети места. Значи, тие не се во моментот законските рокови. Сега ќе видиме, како што спомена директорката, дали ќе се пристапи кон измена на сега постоечкиот закон 3 пати сменет, или ќе се оди кон изготвување на нов закон и евентуално со тие измени да се определи нова динамика. Ние како управен одбор сме врзани со овие законски одредби. Едноставно не можеме ни понапред, ни поназад. Како гледате на предлозите на првите луѓе на обвинителството? Кога ова го вела, мислам, на изјавата на обвинител, државниот јавен обвинител Љупчо Јовевски, на апелот на шефицата на обвинителството за организиран криминал Русковска, кои бараат промена на условите, бидејќи тврдат дека алармантна состојбата, па дури има некакви идеи кои што ги презентира во јавноста, значи да се овозможи поголем влез на стручните соработници.
дури да не мора тие да поминат 9-месечна теоретска обука, туку некакви скратени рокови од 3 месеца или само завршен испит. Колку е тоа во овој момент реално или мора да се причека на законски измени? Мислам дека се сите работи поврзани една со друга и тоа се чекори кои што би требало да следат еден по друг. Прво би требало да има законска измена во однос на оној рок кој што не врзува да биде 30 септември тековната година. Тоа е веќе поминат. Да, бидејќи во спротивно би требале да чекаме до следниот септември за да евентуално се упише новата генерација регуларно. Што би била која поред изгубена година, бидејќи пропадна еден? 19-та сигурно би била изгубена година, цела. Веќе растечки се потребите и во некои обвинителства, како што ми се сознанијата, веќе е алармантно. Од друга страна, морам да кажам дека повторно оценската мисија, Европската комисија и самиот господин Прибе, кој што ги следи нашите правосудни реформи, експлицитно се против скратена обука која што би требала да се направи за било која категорија. Ова морам јавно да го кажам. Може би одредени кругови сметаат дека тоа на некој начин ќе се бајпасира, ќе се најде некое друго решение. Нашата држава има порака дека не прифаќаат било какви скратени рокови, туку дека мора целосно 2 години кои што се определени како процес на образование низ академијата, мора да бидат поминати. Тоа ќе биде вака како вест прилично обесхрабрувачки за стручните соработници по мене ми е навистина судовите жал, и обвинителствата. затоа што ги разбирам луѓето кои што долги години работат и имаат потреба да имаат некаков тип на мотивација за понатамошен професионален растеж и бивајќи во таа состојба подолг период, секако дека би сакале да напредуваат побрзо и јас тоа го разбирам, но пораката е таа. За жал. Сега дали тоа или како може некако да се ускокне и да се помогне временски, тоа може евентуално со законски измени и веќе да се размислува за нови 2 групи на генерација која што би почнала веќе од почетокот на следната година. Што значи тоа? Тоа значи дека има многу подготвителна работа за самата академија, затоа што треба повторно целата програма, сите прашања. Законот во моментот налага 45 дена пред самото одржување да имаме евентуално да нуди академијата обуки подготвителни за да можат луѓето да го... Но сметате дека ќе треба и во тој дел да се скусат роковите за да се фати на некој начин чекорот? Па, подготвителниот јас не би да го скусам, но тоа значи дека сите други чекори треба да ги истрчаме. Јас гледан овако што све треба да се направи, мислам дека е голем обем на работа и дека ќе има голем напор тоа да се постигне, но со добра волја ќе гледаме да го премостиме. Обвинителе, како гледате вие на овој проблем кој што е многу изразен во обвинителството? Според некои сознанија постојат обвинителства каде што нема ниту еден обвинител, крива паланка, па се делегираат надлежности на најблиските од Куманово. Колку тоа ќе ги донесе во уште понеповолна состојба обвинителствата, кои што и без тоа имаат зголемен обем на работа со примената на новиот закон за кривична постапка и сменетата улога на јавното обвинителство во делот на истрагата. Така. Значи, како што го почнавме разговорот со наследените проблеми во академијата, кога со години немаше оглас, кога немаше интерес од правниците, кога имавме поништен оглас, значи се јави недостаток на кадри за јавни обвинители. Значи, состојбата обвинителството не е лоша, туку е алармантна. Јас сега нема да зборувам како председател на управен одбор, сега ќе зборувам како скопски обвинител. Секојдневниот проблем со недостаток на јавни обвинители во Скопје. Најголемото обвинителство во прв степен во Република Македонија, кој што отприлика го покрива 90% од криминалот во целата држава и тоа можем да кажем најтешкиот. Од убиства, од разбойништво во банки, менувачници, од сообраќајки со смртни последици, од злоупотреби, од даночни затајувања и така натаму и така натаму.
По систематизацијата, ние сме со одлука на Советот на обвинители по број 61 обвинител. А во моментот имате? Во моментот 45 плюс јас. 5 обвинители се во СЈО. Вие работите на предмети? Јас не. Не работам, јас менаџирам затоа што обемот на работа не го дозволува тоа. Се само ќе ви кажам, Сабајле направи еден пресек дека до моментот ОЈО Скопје оваа година постапувала против полнолетни познати сторители 6000 на број. 2018 уште не завршена. Значи се уште се заведуваат предмети. Минатата година, значи отприлика 5000 лица, од претходните години што биле предмети по проверки, отприлика 7000 лица, значи 2017 ОЈО Скопје постапувало против 12000 познати полнолетни сторители на кривични дела. Колку тоа може да ве затрупа како обвинителство, затоа што и обвинителството има впечаток во желбата да го подобри својот имидж, за разлика од порано, сега и повеќе отвара предмети под допрен глас на јавноста. Така е. И на некој начин, доколку продолжи оваа состојба, може да станете уште понеефикасни наместо ефикасни. Ќе ви одговорам. Знаете што? Динамиката на работа е голема. Значи, за 24 часа во текот на еден ден може да се случат такви настани кои изискуваат итна и притворска постапка. Значи, а тоа обвинителот кој што ќе работи еден или два притвора, како што се случи во петокот, една колешка работеше два притворски предмети, по некоја случајност колешката во саботата работеше други два притворски предмети. Додека не се сработат тие предмети кои што даваат динамика со рокови, да не речам во часови, а не во денови, другите предмети кои што се не се со притворски елемент, трпат во постапувањето. А таков начин на постапување е 5 години. Значи, почнавме да го применуваме ЗКП веќе 6-та година од 1.12.2018 година. Значи, тој недостаток на обвинители се одразува на заостаток на тековни предмети од сегашнава и од претходните години. Едноставно, луѓето не можат да постигнат. Недостасува истражен центар, недостасуваат стручни соработници, записничари и да, тука ќе престанам. Да. И добро е што престаневте, бидејќи е време за реклами, па продолжуваме натаму. Режија, ве молам, реклами. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Philips 4K Android телевизор или овој 49-инчен 4K LG телевизор по одлична цена. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Само за вас, од 10 до 23 декември, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Мајонез Полимарк 650 мл, 79 денари, плюс 100 поени. Паста за заби Колгейт 100 мл, плюс подарок паста за заби 50 мл, 87 денари, плюс 100 поени. Детергент за алишта Ариел 8 кг, 699 денари, плюс 500 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. Сакам сите да се среќни. Сакам да згрижам уште едно куче. Сакам сите да ме слушнат.
Празниците се за исполнување на големи желби. Изберете 15 гигабајт интернет за секогаш, заедно со нов смартфон по супер цена. Xiaomi Mi A2 Lite за 299 денари месечно или Xiaomi Redmi 6 за 169 денари месечно. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Не е се во парите, но некогаш на вистина ти се потребни повеќе. Аплицирајте за брз кредит од М-Кеш онлайн и по телефон. А од сега и со кеш на рака во продавниците за пари во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Куманово. Брзо одобрување само со лична карта, без камата и трошоци за првиот кредит до 12.000 денари. М-Кеш, првите онлайн кредити. Од сега и со свеж кеш на рака низ цела Македонија. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате поуки од собраниските насилства. Препораките од црниот понеделник можеа да го спречат крвавиот четврток. Монти Пајтон за 27 април. Кога селото гореше, Трајко се чешлал. Скопје и Софија во пријателски расчекор. Орце Камчев ги скара Заев и Борисов. Читајте Фокус, за нештата да станат појасни. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон или овој 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена. Со празничниот бонус од 8.000 денари, одберете го вашиот нов Samsung смартфон по супер цена. Продолжуваме со разговорот околу Академијата за обука на суди и обвинители. Директорке Габер, во моментот шестата генерација студенти ја завршува почетната обука. Можеме ли да кажеме низ бројки колкав е бројот на запишани кандидати и завршени во текот на сите овие години од формирањето и постоењето на Академијата? Така, значи до денешен ден без оваа шеста генерација има завршено 93 слушатели, кои што се веќе од нив 48 суди во основните судови, додека 45 се јавни обвинители. Сите се ангажирани работно по судовите? Да, сите кои што поминали низ Академијата си ги нашле своите работни места во Колку е обвинителство. почитувана нивната волја да бидат на работа таму, каде што живеат или каде што посакуваат да работат? Па сега, едно е што посакуваат, едно е да. Потребите. Свесна сум на зашто ме теренот, прашувате за тоа, а друго е можеби кои се потребите на државата за покривање на одредени региони, нели, со обвинителство на пример или судство. За жал тоа е проблем со кој што и претходно Академијата се бореше и најверојатно ќе треба да се најде одредено законско решение, заради тоа што државата, барем јас така верувам, како вработувач има своји потреби за да обслужи одредени подрачја и така ги прави своето планирање. Така Постојат ги ли отвара и работните места. академци кои што не се работно ангажирани, затоа што одбиваат, да кажеме, да работат во некое друго надвор од местото на живење, во друг град или друго обвинителство и суд? На вистина не можам наназад да ви дадам состојби, затоа што, но колку што можам да видам од бројките кои што ми ги дадоа службите, јас сум сепак само 2 недели на оваа позиција, дека се сите работно ангажирани. Сега, дали е тоа желбата или е тоа она што државата имала потреба па го отворила како место, тоа не можам да ви го кажам, но факт е дека најголемиот дел од слушателите сепак желбата им е да гравитираат кон главниот град, отколку да бидат во останатите места. Некако во разговорот до сега се фокусиравме на почетната обука, меѓутоа Академијата дава и друг тип на услуги, континуирана обука, не само на суди и обвинители, туку и на стручни соработници, како и на други учесници од други Сите. сите. Колку во овој дел планирате да има некакви промени
за да дојдеме до на почетна позиција за која што зборувавме за европски тип на судија, обвинител, што значи самостоен, самосвесен и отпорен на политички влијанија. Моите заложби како член и председател на управниот одбор е да на листата на едукатори бидат најдобрите суди, јавни обвинители во Република Македонија и професори по право, адвокати, извршители, нотари. Таа категорија на едукатори е дефинирана во самиот закон. Но ние треба да најдеме од најдоброто најдоброто. На тој начин оваа академија ќе го постигне нивото кое што го заслужува и кое што треба да го има. Затоа што недозволено е да во текот на годината, да речеме, само неколку едукатори со една иста или со две теми да се вртат, да речеме, периодично и да сите суди и обвинители сакале неќеле, затоа што им е обврска да направат определен број на часови, односно денови на обука, сакале или неќеле, едноставно морат да ги поминат тие обуки со кои што не ги задоволуваат нивните потреби во тековното работење. Значи, по законската регулатива, предлог листата за едукатори ја изготвува директорот, а предлог листите за ментори ги изготвуваат судскиот совет и обвинителскиот совет, а ги утврдува тие листи управниот одбор. Да, меѓутоа во изминатиот период, токму во овој дел имаше многу забелешки од редот и на судиите и на обвинителите, кои што тврдат дека при промена на власта веднаш се прават некакви листи на подобни или неподобни суди, или кажано поконкретно, подобни и неподобни едукатори. Може ли такво нешто да се очекува сега во изминатиот период? Од мене сигурно нема, бидејќи јас доаѓам од академската фела, како што знаете, и за мене критериум би бил знаење, практично искуство и што е можно по квалитетна едукација. Тоа може да се види дел и од самата биографија на тие кои што би биле предавачи и делумно се разбира и од наблюдувањето на самиот процес на едукација, како се одвива, колку умешен е тој што го држи предавањето, да ги пренесе знаењата и да ги врзе практично, затоа што суштината на едукацијата во академијата јас ја гледам најмногу со на практична компонента. Да, има и теорија и не залудно се само 9 месеци наспроти 15 месеци кои што се практично знаење и искуство на кандидатите. Ние треба, наша задача како академија, јас барем така го гледаме, да ги спремиме за да можат да пливаат, условно речено, како во својата професија успешно. А тоа е само преку практично искуство за тоа. Колку судиите и обвинителите, предпоставувам тоа, го имате како сознание во разговор со вашите колеги, се задоволни од квалитетот на она што го добиваат како обука? Дали е тоа начин да се излезе од судница и да се изгубат неколку дена во обука, или пак нешто кое што ќе биде корисно и применливо во праксата? Тука морам да ви одговорам како обвинител дека како поминуваа годините од кога се формира академијата, па следствено година за година до денеска, морам да констатирам дека тој процес на едукација се по квалитет паѓаше и паѓаше и паѓаше. Морам да бидам реален. Значи, недозволено е со цела почит има исклучителни колеги кои што работат во прв степен, но колеги од прв степен да држат едукација и на врховни суди и на обвинители од републичкото обвинителство, малце не можам јас да го перципирам. Мада работам во прв степен, некако не ми иде тој сооднос. Не ви е природно? Па не ми е природно. Веруете, не ми е природно. И затоа сега, значи, директорката по законот е таа кој што ќе ни ја предложи таа листа, но сите членови на управен одбор, затоа што сме 9, односно 8 четворица суди, четворица обвинители и еден представник од Министерството за правда, се надевам дека ќе бидеме тука едногласни, барем судиите и обвинителите, да на таа листа да ги избереме најдобрите
од, како што ќе се повторам, од најдобрите, така ќе го подигнеме квалитетот на самата академија. Значи, што велите, кога судијата тојде нема да суди, ќе му биде задоволство да дојде во академијата и да размени искуство со колегата од повисоката инстанца или од истата инстанца за прашање кое што секојдневно се среќава. Значи, да се решаваат определени правни прашања, да се дискутира за определени законски рамки, да се на тој начин би се подобрил квалитетот и во судската и во обвинителската работа. Да не бидат тие обуки проформа. Директорке, вие доаѓате од научната сфера. Бевте уставен судија, меѓутоа тоа е еден друг вид на судство. Колку ќе го слушате гласот на базата? А тоа значи најдобрите судии и обвинители да бидат едукатори. Предпоставувам таа листа ќе биде многу поширока и со ваши колеги од науката и со едукатори од странство, меѓутоа сепак колку ќе се води сметка вистинските луѓе да го пренесат знаењето на помладите своји колеги. Видете, јас можам само да ветам дека така сум одлучена да функционирам. И не можам однапред без темелна анализа на сите лица да ви дадам една оцена дали јас мислам дека одредени лица би требале или не би требале да бидат едукатори. Сепак треба да се види еволуционата листа на тие лица, како слушателите го оцениле тоа лице. Например, понатаму малку и како го структурирале самото предавање, колку посветиле време на генералните постулати, на она што се учи на поимот, а колку тоа го врзале со практични примери. Дали интерактивно функционирале со слушателите. Има многу елементи за тоа како некое знаење може да биде пренесено. Дури има некои луѓе кои што знаат, ама не умеат тоа да го пренесат. Понекој пат и тоа е методологија, нели, да знаете да го пренесете тоа. Да, дури академијата има и специјални курсеви кои што се training of trainers. Идните тренери, значи, се обучуваат за да може да ги пренесат тие знаења. Има и такви групи во рамки на академијата, тие образовни програми одат. Така да тоа е комбинација на обиди кои што би требало да дадат одреден профил на предавачи, кој што ќе биде ефикасен, како на почетокот од функционирањето на академијата. Мене тоа би ми било желба. И покрај тоа што е многу рано. Вие, како што рековте, сте едва 2 недели, вие нешто повеќе на функцијата. Дали веќе имате некакви контури во кој правец треба да се движат реформите во делот на функционирањето на Академијата за обука на судии и обвинители? Или просто кажано, што треба да се менува за да ја добие Академијата својата вистинска улога за она што беше наменета? Значи, тука се потребни повеќе елементи. Ние сега како органи на Академијата мораме доследно да ги почитуваме законот и подзаконските акти. Но ние можеме и да иницираме промени на постоечките прописи за да ги подобриме тие стандарди. Сега, тука ни треба и дослух од Министерството за правда, како ресорно министерство, да ги слушне тие наши забелешки, за да бидат изрегулирани со законски измени, односно со носење на нов закон. Па и ова што го говориме, значи, на почеток ние, како нови органи, доколку ги избереме најдобрите суди и јавни обвинители за едукатори, веќе сме го постигнале првиот чекор. Значи, имаме едно освежување во обвинителската и судската фела, зборувам за континуираната обука. Да. Меѓутоа, предпоставувам, сте свесни за лошиот имидж што го имаат и судиите и обвинителите во оваа држава. И дека многу треба да се работи за да се подобрат работите и да има некакви видливи резултати. За жал, такви се состојбите. Но јас кога се нафатив да бидам прво член на управен одбор, колегите ми избраи за председател, значи моите амбиции да ги раздвижиме овие лоши состојби и да се вратиме на старите добри стандарди, кога граѓаните ќе имаат целосна доверба и во судството и во обвинителството. Но за да тоа се постигне, Академијата не може тоа сама да го направи. Доколку немаме сеопфатни реформи во нашиот правосуден систем,
почнувајќи од судскиот совет, продолжувајќи во обвинителскиот совет, продолжувајќи во обвинителската фела, продолжувајќи во судската фела. Доколку ги немаме тие промени, едноставно академијата сама за себе не може ништо. Значи академијата е една нитка од целиот тој систем во правната држава во Република Македонија. Тоа е така, но еве да тргнеме од еден факт кој што предизвикува многу внимание во јавноста. Повеќе од една година се чека разврска од истрагата за АКМИСот. А се уште немаме резултати, а многу граѓани се убедени во Македонија дека токму заради злоупотреба на АКМИСот токму нивниот предмет бил наместен и ме нанесена неправда. Вие доаѓате од шефсте на обвинителството, од кое што многу се очекува и претпоставувам дека се бара и се очекува од вас ефикасност на двете полиња. Не само во Академијата за обуки на судии, туку и она што значи ваша примарна задача и работа како шеф на најголемото обвинителство. Во право сте и се сложувам. Моја примарна работа е обвинителската работа. Дополнителен ангажман ми е Академијата за судии и јавни обвинители, но со подеднакво внимание, енергија и труд и посветеност вложувам и во обвинителството и во Академијата. Ќе ги видиме ли резултатите од истрагата за АКМИС? Се разбира. Сега ќе ви кажам. Значи, предметот е во предистражна постапка. Извештајот носи датум 20.12.2017. Значи, отприлика година дена од денеска. Во обвинителството од тогашниот министер беше пратено до републичкиот обвинител, тој ни го прати на надлежност на Скопското обвинителство на почетокот на оваа година. Беше класифициран податок строго доверливо. Прво што направивме беше декласификација од изготвувачот, односно од Министерството за правда. Откако тоа го добивме, почнавме со макотрпни проверки и истражни действија. Верувам дека сте го виделе тој извештај. Да. Тој е 6,5 странички. Во тој извештај се констатирани определени состојби во Основниот суд Скопје 1 Скопје, во Апелациониот суд и во Врховниот суд на Скопје и во Врховниот суд на Република Македонија. Главно се лоцирани недоследности во примена на Законот за судовите, судскиот деловник и Законот Лекс специјалис за управување на предметите, во смисла на честа промена на распоредите и рачно делење на предмети. Бројка што веднаш сите ја забележаа е 860 предмети кои што комисијата која што го изготвуваше тој извештај беа нераспоредени. Во нашите проверки знаете што утврдивме, дека нема недоследности во тие 860 предмети. Тоа ни го потврди актуелниот председател на судот и информатичарите од Основниот суд Скопје 1 Скопје. Станува збор за предмети не со ознака К, по кој постапува кривично полнолетни или КОК, организиран криминал, него станува збор за предмети на кривичниот совет. За повторување на постапка, за единствена казна, значи предмети по кои постапува кривичниот совет. Значи тие не биле заведени во моментот кога комисијата ја правила таа контрола затоа што имало технички недоследности на самиот систем. Но обвинителите, двајца обвинители постапуваат по тој предмет, обвинителите продолжија, утврдија други недоследности во смисла на... Колку се тие сериозни недоследности? Знаете што... Кои што го доведуваат во прашање самиот процес на... Ние како обвинители, значи ги согледуваме состојбите. Доколку има определени неправилности, дали истите можеме да ги подведеме под определена инкриминација. Дали определена недоследност е определен дисциплински престап за кој што треба да се произнесе судскиот совет или пак може да се подведе под определена инкриминација. Значи, сослушани се представници од сите овие судови, сослушани се представници од комисијата, значи барани се одговори од судскиот совет. Прво добивме одговор дека е класифициран податок, дека не може да се произнесат затоа што дел од членовите немаат сертификат. Кога се декласифицира повторно барање, ние одговорија дека се уште го немаат разгледано. Паметите дека во исто време, кога влезе комисијата на Министерството за правда во Кривичниот суд, истиот ден влезе и СЈО
во кривичниот суд. Дали се сеќавате? Како не? Е така. И значи ние истовремено Се сеќавам и на тврдењето на ВД председателот на Кривичниот суд кој што зборуваше за двојно водење на предметите. И значи истовремено влезе и СЈО, истовремено влезе и комисијата. Ние, како основно обвинителство кој што постапува по овој предмет, побаравме податоци од СЈО. Јас да ви кажам, со СЈО имаме одлична соработка, но вдека малце низата и соработката, но можем да кажем дека пред скоро време имавме работни состаноци и значи е напредната таа соработка во смисла на размера на податоци за правилно утврдување на состојбите. Она што ќе го финализира овој предмет, за разрешница ќе има и јавно ќе се произнесеме, е една техничка експертиза, вештачење, затоа што ставна збор за информатички систем. Ни требаат експерти кои што ќе ни се произнесат дали, кога и од кога и од кого е пуштан, пален, гасен, како се внесувани, односно како не се внесувани предмети. Значи тоа се една експертиза која ќе ни ги даде клучните одговори. До сега обвинителите, верувајте, двајцата одеа во Кривичниот суд и рачно ги вртеа предметите каде што имаше парав да се даде на тој и тој судија. Значи стануваше збор за илјадници предмети кои што ги вртеа двајца обвинители. Затоа што беше исцрпувачки, јас им дадов на помош тројца stručни соработници. Толку се капацитетите на Скопје. Значи предметот се работи ако трпно, верувајте. Ви посакувам успех и во вашата обвинителска работа, меѓутоа и во работата на академијата, некакви нови ветришта да почнат да дуваат и конечно да добиеме оној профил на суди и обвинители какви што сакаме и какви што ни се потребни за натаму. Ви благодарам за учеството во вечерашнава емисија. Благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се гледаме за 7 дена. А јас ве оставам со програмата на 1 ТВ и со мојот колега Александар Чомовски, кој што веднаш после гаснењето на светлата во нашето студио ќе ги отвори телефоните во отвореното студио и со едно интересно прашање до вас гледачите, каков председател на Македонија и треба и кој треба да го избера. Пријатна вечер. Сите ќе ви позакаат здравје и среќа. Ја ви посакувам и нешто парички. Чувајте, нервите ви требаат. Среќа на нова 2019. Академијата за судии и обвинители. Расадник на кадри по европски терг или на политички истомисленици ќе се ставили крај на Сваровски судството и на